Сонетите на Вилијам Шекспир ќе бидат поставени на сцената на Битолскиот народен театар. Денеска на пресконференција најави директорот Валентин Светозарев. Шекспировите сонети ќе се работат поделени на 3 представи од страна на 3 режисери: Јован Ристовски, Ангел Чујлиевски и Благо Мицевски, каде ќе игра поголем дел од асамблот на Народен театар Битола. Ристовски најави футуристички пристап. Правам представа за човекот од една малку поинаква перспектива, односно дека барем јас така го доживувам во овие години. Зборувам генерално човекот, не само Македонија, туку на планетава Земја, како еден уништувач. Значи, давам всушност една критика на целата човечка цивилизација, низ една многу конкретна приказна, инспирирана малку и од Сон на летната ноќ од Вилијам Шекспир, а тоа се мајсторите и целата приказна што ја пишува Шекспир таму, каде што всушност појавуваме ни вонземјани во представата, вештерки. Не дека тоа ќе биде science fiction представа, но ќе биде малку футуристична, кои ќе зборуваат на еден измислен јазик, во театрот ние го викаме джибриш јазик. Ангел Чујлиевски најавува едноставна и богата приказна, која ќе се сработи исклучиво од сонетите на Шекспир. Да се работи представа и да се создаде приказна од сонетите е некако да се навлезе во најинтимниот дел на еден автор. Зошто сонетите се толку богати, толку моќни, толку возвишени? Зошто тоа се некако, според мене, а и генерално сега кога работиме заедно со екипава, најинтимниот дел на авторот. Некако ги има пишувано кога се наоѓал во различни состојби од животот. Се појавуваат неколку ликови што едноставно зборат за една возвишена, вечна, вистинска љубов. За мене, искрено беше предизвик, што значи да се земат сонетите, да се извадат ликовите што се внатре и при тоа да се направи една структура, да се раскаже една многу едноставна приказна, само преку сонетите, само преку поезијата, да не се допише ни еден збор. Благо Мицевски ќе работи на 2 текста, едниот од Јукио Мишима и сонетите на Шекспир. Спојувам 2 автори, едниот кој што е еден од трите што ме прогонуваат веројатно цел живот, јапонскиот драматург Јукио Мишима, кој го земаме за основа на нашата работа и текстот наведен како ладало залог за љубов. Го поврзувам со авторот Вилијам Шекспир, затоа што и имам врски кои што можат да се споредат 2 исклучително плодни автори, кои што текот на животот ги пратеа многу контроверзи, меѓутоа и после животот, со краток живот во кој што оставија многу дела и кои што на некој начин конкретно во оваа кратка приказна што ја зедов јас и сонетите на Шекспир зборуваат за невозможната љубов, за невозвратената љубов. Оваа година се одбележува 400 години од смртта на светскиот познат писател на драмски дела Вилијам Шекспир. Освен 4-то издание на Интернационалниот фестивал Шекспир во Битола, на светските театарски сцени ќе бидат поставени бројни представи од овој автор.